почитувани присутни, ви благодариме за вашето присуство и ви посакуваме едно големо добре дојде за нашиот традиционален новогодишен хуманитарен школски концерт. Овој концерт се одржува веќе 15 на години и долги години беше организиран и воден од основачот на школата Узун, доаенот на македонската народна и забавна музика, Јанко Узунов, кој веќе не е меѓу нас. И затоа овој концерт веќе кој што продолжуваме да организираме традиционално, освен што е хуманитарен, веќе сега представува едно подсетување на него и на неговото дело и на тоа што тој нам ни оставил како школски материјал, како педагошка настава, како една школа со која што ги продолжува се уште да ги обучува младите да свират гитари и да пеат. И тоа се едни млади лица кои што имаат потреба од вашата поддршка тука, бидејќи многу од нив за прв пат ќе настапуваат и затоа ќе биде убаво да ги охрабрувате и со аплаузи. Како што кажав, овој концерт има и една хуманитарна порака и сега ќе го повикам представникот, една млада девојка од Црвениот крст, која што ќе ни каже и со нејзиното присуство ќе потврди зошто ние сега тука сме денеска и за кого тоа треба да се помогне на овој концерт. Поздравувам од Црвениот крст на град Скопје. Баш ми е мило што денеска сме во волкав број и себично да покажеме хуманост, а воедно еден голем поздрав за сите учесници и ученици од школата. Да се биде хуман значи да се биде човечен. Мислам дека тоа е некоја одлика што секој човек во себе длабоко ја чувствува и ја поседува. Па затоа ве охрабрувам да несебично на крајот од овој концерт донирате средства за да можеме да му помогнеме на Зоран Војаковски. Не би должела повеќе, уживајте во она што следи, нашите ученици да не почетат со некоја убава нота и да живееме во тоа што не очекува. Благодарам. Сега би сакал да ја поканам нашата пријателка Валентина Парго, која што долги години и ја следи нашата школа и нашите ученици и нашите концерти. Секој пат е присутна овде. Да замолувам да кажем нешто. Добро вечер на сите. Исклучителна е чест кога ќе застанете покрај микрофон, а треба да зборувате за една голема легенда како што беше нашиот Јанко Узунов. Се што можам да кажам за него се навистина зборови во суперлатив. Го следев и како уметник и како негова обожавателка и како новинар и често знаевме да запееме. Ми остави толку убаво и драго сеќавање на маестрото заради многу причини. Меѓутоа јас ќе кажам една работа за него која секогаш треба да имаме на ум. Сите што се занимаваат со музика, односно повеќето, се разбира дека ја сакаат музиката, но голем дел од нив сакаат да станат богати и славни. Маестро Јанко Узунов не беше богат човек, не беше ни славен човек, секако по своја определба, меѓутоа беше многу богат по дух и по музика и со вистинска љубов за музиката и за оние кои ја сакаат музиката. И заради тоа често велам благослов е тие што го имаат за свој професор. Можеш да бидеш најдобар гитарист на сите времиња, меѓутоа ако тоа знаење и таа вештина не ја пренесеш на идните генерации, со твоето заминување тоа ќе исчезне. Но тој посеа едно семе кое вроди со голем плод, а тоа се овие прекрасни таленти тука, кои ги изучуваше и секако и претходно голем број на генерации златни гитаристи. Им посакувам многу среќа, им посакувам да го следат примерот на својот врвен професор, ќе речам тивок човек, тивок уметник, тивок учител, но многу гласен со својата музика и со легендарниот одек што го остави позади себе. Нека му е вечна слава и да се сеќаваме со голема гордост и со голема чест на неговото име, неговото дело.
сега ја поканувам и Катерина Десковска, која исто така веќе долги години е традиционална водителка на овој наш школски концерт. Добро вечер и од мене, и секако ви благодарам и јас што сте вечерва овдека со нас, и поздрав и до медиумските покровители, тоа се ТВ Сонце и АТВ. Секогаш се со хуманитарните школски концерти УЗУН, па и овој пат е така, тука сум и јас тука. Жаки беше во македонската телевизија, во утринската програма Македонија наутро, го најави се тоа што ќе се случува. Денес, значи, бевме гости и во МТМ телевизија, кај Кирил, во прекрасна, убава емисија, каде што кажавме многу убави работи, многу убави сеќавања, сето она што не врзуваше за заедничката професионална дружба со Јанко Узунов. Јанко Узунов го запознав пред многу години, секако нели во нивниот дом, во нивното студио, отидов прв пат да снимам, така е запознат и Жаки, потоа станавме пријатели, па нашиот син почна да учи во нивното училиште, значи дружби постојано не врзува и секако станав и нивни, нашата водителка. Нашата вечна водителка, убавата Кати. Благодарам, така што ќе се јавеше Јанко. Кажеше како е нашата водителка Ката. Убави зборови само можам да кажам за него. Минатата година концертот беше исто така безпрекорен, како што го организираше тој секогаш, дотогаш, во помош, секако сите тие луѓе што се на сцената, со моја многу мала помош, а нивна огромна, за се да биде така. Минатата година концертот беше УЗУН за Јанко, за Жако. Овој пат пак станува збор, еве кажа Вале, и Жаке ќе ни каже за едно младо момче на кого навистина му се потребни средства. Тоа е огаѓање на Жаке од Берово Зоки. Значи еве молба до сите вас, кога ќе си одите од тука, влезот е бесплатен, па барем да донираме сите ние колку можеме во кутијата која што се наоѓа во холот тука во Даре Джамбас. И благодарим и на Кате. Секако, поздрав до сите млади таленти и успеш да има и уште многу настапи. Чичко Јанко никогаш никого не критикуваше, секого го похвалуваше. И секогаш велеше, ако сгреши, прв пат е, следната година ќе биде подобро. Значи, така да биде и сега. Со насмевка и без трем. Почитувани гости, еви да ве поздравам и јас. И воедно најпрви да ги поздравам медиумите, нашата верна АТВ телевизија со години, еве до ден денеска ги снима сите наши концерти. Поздрав до АТВ. Поздрав до телевизија Сонце, и тие се тука со нас. И поздрав до сите медиуми кои вечерва го следат нашиот концерт. Вечерва нашиот концерт ќе биде посветен на еден мој сограѓанин, Зоран Војаковски, кој, иако еве долги години е врзан за инвалидска количка, судбината му била таква, сега од неодамна му открие канцер на бешика и се потребни средства за операција во Бугарија. Еви јас биде замолила кој колку може, надвор ќе биде изложен на кутијата, да донираме да му се помогне на ова момче. Ние во Берово веќе организиравме неколку такви хуманитарни забави, ама сепак тоа е голема операција, многу средства се потребни и ние колку можеме, секоја паричка е добре дојдена. Јас од тука би му испратила еден голем аплауз од сите нас да му даде енергија на Зоран Војаковски, да се избори и да не победи болеста. А на вас, почитувани родители и пријатели на нашите ученици, да ви посакам убав концерт, убава забава, пријатно дружење со нашите гитаристи и бидејќи од нив некој тука се за прв пат на сцена, да не ги штедите дланките. Зашто? Они денеска мене на почетокот ми викат: "Тетка Жаки, јас имам трема и јас имам трема и сите имаат трема и јас им велам и јас имам трема за вие да не сгрешите." Ама
Тремата е дел од одговорноста, дозволено и да се греши кога е во живо, нели така? Сега, јас и Жаки ќе пробаме да разбиеме тремата на учениците и ќе ви отпееме една песна, еден евергрин на Јанко Узунов, кој се вика Момчето со мандолина. Од срце си скина, небото капна, срце само песни, да изгората се стопа, со први мудри лесни. Сега прв го повикуваме Дамјан Петров, кој ќе ни се представи со македонска девојка.
Таа ќе ни се представи со мои сопругови и таа сама си пее и сама ќе си свири. И прв пат е на сцена. Следна ќе настапи Мартина Цени со Ој девојче Петовчанче. Ајде, Мартина. И нашата убава комшитка е таа.
чака. Следен Давид Илиевски, кој ќе носи Биљана платно белешко. И тоа е прв пат на сцена. Да го поздравиме за него време. Следна ќе настапи Сонја Патлиџанковска со младиот Пироке, а потоа ќе испе две ливи од Каролина.
Марко Фармако со една рок композиција. Есенски рок. Ајде, Марко. Следна е Александра Степановска. Со Jingle Bells. Следен е Кристијан Крстевски.
поканиме сестричката на Кристијан да стане и да испее една песничка. Тоа е една песничка од наставникот, од професорот Јанко Узунов. Таа се вика Наставнички пријателке. Ајде да дојдеш, Ангела, тука. Да те видиме Ангела Крстевска, која има само 8 години, таа веќе пее во хорот на Златно Славиче. Следен е Јоаким Ристов. Јоаким е најмалото учениче во нашата школа, а лаконо свирачи ќе свири по желба на баба и тато. Svirači,
lako noć svirači, dušu ste mi dirnuli, dušu ste mi dirnuli. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nicola. Happy birthday to you. Srećan rođendan, srećan rođendan, srećan rođendan Nikola, srećan rođendan. Bravo i za Joakim! Стефан Стојмиров со Лапа Лома.
Една е сега Софија Тасевска со Еснаста песна. Настапи Елена Стојковска со една позната песна Тоши. Душа ти го признава, дали се бега од вистина и дали Господ
простува, ноќма сум светно прашање не минува. Не сакаш ти со зборови, ама туѓа си со години. Што сум ти? Ајде сега кажи ми. Не сакаш ти со зборови, ама туѓа си со години. Што сум ти? Ајде сега кажи ми. Следен е Филип Златанов со еден фолк-рок коктел.
Високи, со не си го продавај којле чифливо. Горан Сименски. Nikoj da ne čuje, nikoj da ne vidi.
ke umaram bez tebe. Tvoja ta majka neke da te dali, tvoju tako isto kažuva. A što da prava, ona jeste saka, čina mi ke umaram bez tebe. Veoma čest i zadovoljstvo mi je što imam Kristina Bogdanović. Благодаря на Томаш. Zorica Smilevska.
представи Александра Станковска. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait tant de choses. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, je connais la rose. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens l'amour, mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des nuits de chagrin s'effacent, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, baby. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et moi, ça me fait tant de choses. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, je connais la rose. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il m'a dit la journée pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens l'amour, mon cœur qui bat. za precizite i za precizinu.
Александър Николовски со звучна фантазија.
езици кои бараат многу вежбање. Следен е Бранко Маријановиќ со една многу позната мелодија Грк Зорба. Нина Мури, едно од книговниците на Башкирци.
изведуваме сите наши гитаристи на сцената, заедно на сите присутни и на сите кои ќе гледаат на малите екрани, да им ги честитаме новогодишните празници, Нова година, Божик, а еве и овој денешен празник Свети Никола, со една песна која што традиционално ја изведуваме за крај на нашите концерти. Звона, звона. Srećna